Владините партнери молчат за резултатот од вчерашната средба за затворени врати на која далеко од медиумите се договараа за понатамошното функционирање на коалицијата и на владата. Никој не открива што се договориле за пополнување на испразнетите вице-премиерско и министерско место со кои раководеше Изет Меджити, а требаше да разговараат и за град Скопје и општините каде што се поддржаа на изборите. Премиерот денеска кусо одговори дека тоа била редовна коалициска координација и дека нема што да сподели со јавноста. На прашањето дали поранешниот владин портпарол Мухамед Хоџа е предлогот на вреди за министер за животна средина и просторно планирање, како што неофицијално објавија дел од медиумите, повторно не даде одговор, а не откри ниту какви се барањата и предлозите од коалициските партнери. Сличен и одговорот на министерот за економија и труд. Нормално дека лидерите на ЛЕН заедно со премиерот имат состаноци поради тоа што се коалициски партнери, зборуваат за тековните теми, зборуваат за како ќе се водат работите во понатамашниот период. Немам информации дека има такви иницијативи за менување на кадровските ресори или разрешување или менување. Овие спекулации или овие информации што се отворат во јавноста, не го знам причината зошто, но живееме во демократска држава, еве, ги слушаме и овие информации. Еден од проблемите е тоа што од вреди бараат двајца наместо еден човек да биде и на вице-премиерската и на министерската функција како што беше досега Меджити. За вице-премиер го предлагаат Беким Сали, за кого премиерот рече дека нема ништо против, но смета дека нема потреба да добијат и друга функција. Неофицијално реконструкцијата може да опфати и заменици министри, каде во МВР наместо Астрид Исеини се спомнува Беким Рамадани. Министерот за транспорт и врски Александар Николовски во сенокешното гостување на Топ тема рече дека во моментов се зборува само за пополнување на испразнетите места што се дел од вреди. Потенцираше дека не треба да има отстапки од коалицискиот договор постигнат претходната година и од двете страни најавуваа дека деновиве повторно ќе имаат средби.